Цивил медија. Можев да ризикувам да ги набројам сите битни моменти во таа некоја борба за правата на жените кои што ги имаме, сите веќе ги знаеме, ги имаме слушнато. Темата е навистина исцрпена, е зборено. И вчера се случи една Facebook дискусија на која што и Маја беше вклучена, која што ме натера да помислам дека нема потреба од тоа да ги набројуваме сите подвизи што сме ги имале, дали како индивидуи или организирано во групи. Се појави еден лик на Facebook кој што праша кои се правата на жената кои што се ускратени во Македонија. Кои се тие права за кои што сега денес се борите? И неговиот став беше дека ова повеќе не е борба, туку дека е некакво безпредметно кукање на темата, дека правата ви се загарантирани со закон, што чекате, земете си ги. Јас станав мајка во 2010 година, во 2014 веќе бев мајка на дете со посебни потреби, во 2016 бев самохран родител на тоа дете. Тоа не беше толку тажно како што звучи сега во моментов, затоа што во исто време почнав да работам на еден проект на УНИЦЕФ кој што нудеше поддршка на семејствата на лицата со посебни потреби. И тоа го работев некои 4 години. За волја на вистината во здруженијето го почнавме 5 жени, 5 мајки. И целата комуникација околу таа поддршка на семејствата се одвиваше помеѓу мајките. Едноставно така беше, дали е тоа добро или лошо, ќе остане времето да покаже. Во тие неколку години запознав извонредни мајки, извонредни жени кои што имаат знаење буквално да ве затрупаат со нив, а не излегле од дома 20 години. При една таква имав и доста теренска работа и тогаш запознав една мајка која што на 60 и кусур години се грижеше за својот 30 и кусур годишен син, која што имаше едва 50 кила, а детето нејзино имаше 100 и кусур кила. И она прави се околу него, значи го повива, го храни, одржува тоалети и така натаму. И ја и викам, зашто не побараш мажот и да ти помогне? И она ми вика, он не знае како. Он тоа никогаш во животот не го направил. Не сакам јас тука сега да ја наградам постапката на таткото, значи не дека некој му забранил, туку воопшто немал никогаш можност. Од тука ќе се вратам на моабетот, да ги имаме правата, ама до кој степен ги користиме вака закопани во традиционализам. Да институциите и власта, например, или да постојат законите, регулативи и така натаму кои што ги уредуваат тие права и обврски, но што кога и самите институции не ги почитуваат. Баш на таа Facebook дискусија имаше еден таков момент, вика кои права ти сеускратени? Викам,ускратено ми е правото кога сум со ќерка ми во болница да можам да отидам дома да се истуширам, затоа што на детска клиника смеат да лежат само жени, само мајки. Не постои таков правилник и со закон не е тоа забрането да таткото лежи на детска клиника, но тоа е апсолутен нонсенс, не смееш ни да прашаш. Значи, додека детето во болница си 24 часа со него во болница. Јас знам дека во тие моменти сум и најпотребна на ќерка ми, никош не би ја оставила ниту на една секунда. Но сакам кога ќе ми биде потребна од мене таа опција и да постои и институциите да не ми ја забрануваат. Може би треба и така, значи на тие некои релации се одвивала таа моја борба во животот како жена и како мајка. Ќе признаам дека на моменти не сум оставала доволно простор за некој друг да дојде да ја превземе мојата улога и сум мислела и се уште мислам дека најдобро го правам тоа што го правам. Може би треба и ние да оставиме нели некаков простор за да се случат тие промените кај нас тешко одат. Овој народ на некој начин се плаши да биде слободен, да биде независен, да оди и да го земе тоа право, да го употреби, да направи нешто од него. Пак ќе се навратам на моабетот дека која борба сега ова, имате право зашто се борите. Борбата не е нешто што има некаков момент на завршување и некаков крај. Самата актуализација на сите овие теми кои што ги држат жените во нивните микросредини на некој начин репресирани, дали од традицијата, дали од институциите, дали од нивните семејства, дали од самите нивни очекувања од самите себе. Потребно е да ги актуализираме тие теми затоа што жената која што на почетокот на ова излагање ви ја спомнав, денес има преку 65 години
нема нито еден ден стаж, нема право на пензија, нема право да поднесе барање за кредит во банка. Тие се правата што ова општество не ги има оставено на располагање. Цивил медија